Што да го почнам второто полувреме од надпреварот 13-тото коло помеѓу Железарец и Хедис. По првите 20 минути резултатот е 2:0 со головите на Ферита Гуши и Зоран Левески, домаќните водат со 2:0. Еве нов напад, удар на Глигоров над голот. Добро се држаше екипата на Хедис во првото полувреме, имаше 3-4 убави прилики да го смали овоство или да постигне гол. Меѓутоа, што поради одбраните на Антонио Петровски, а многу повеќе поради неснадливоста на нападјачите, тие шанси пропадна, додуша и на спротивната страна имаше неколку убави прилики, така што можеби кога секој се собере овој резултат, ова водство и разлика од 2 гола е сосема заслужено и очекувана. Зоран Левески, удар на Левески крај голот, сакаше да проигра, таму беа Исмаили и Глигоров, сакаше на почеток да проигра Левески, меѓутоа не успеа, се решени удари, шанса да пропадне, сега повторно Левески, Глигоров и Статива. Статива, овој пат с многу среќа имаше голман од Илиевски, останува 2:0, прекрасна шанса, пропушти Александар Глигоров. Аут ќе биде тоа за екипата на Хедис. Топката од Стативата се одби до сепак гол аут. Глигоров, Левески, Исмаили, Пластиновски ја со оваа топка до Брњарчевски. Брњарчевски водил со Мартин Тодоровски. Пресинг за играат домашните фудбалери. Аут ќе биде тоа за Железарец. Не сепак велат судиите било аут за екипата на Хедис. Ивановски е крај топката. Пластиновски лево. Ивановски. Обид да се проигра Брњачевски, неуспешно. Сега против напад. Глигоров сам пред голманот, удар на Глигоров и за малку крај голот во гол аут. Против напад за Хедис, обид на Илиевски го проигра Брњачевски, не успеа. Исмаили поведува Зоран Левески, десно до Мартин Тодоровски. Тодоровски ја губи топката, повторно ја својува, повторно ја погрешно ја додава и од се това од Пластиновски топката оде во аут за Железарец, а на повреда се жали Тасевски. Аут за Железарец. Лошо изведен. Илиевски се обиде да го изненади Петровски, погоди во кровната конструкција. Аут ќе биде тоа за екипата на Железарец. Таулант Исмаили поведува. Се уште Исмаили, Левески. Против напад за гостите. Ивановски, меѓутоа мора Ивановски да ја врати назад топката. Лошо го прави тоа Исмаили. Удар на Исмаили. Ќе биде тоа прекршок за голманот Илиевски кој интервенираше, меѓутоа несигурно во вториот обид во борба за топката Крстевски и Илиевски беа во дуел, настрада за малку голманот на гостите и сепак во неговиот простор, во голманскиот простор, тој е неприкосновен, така што сосема исправна одлука на судиите, прекршок. А сега Тасевски, греши Тасевски, Левески поведува десно до Тодоровски, Крстевски, Тодоровски, Крстевски и спасува голманот Илиевски. Крстевски, Тодоровски, греши Тодоровски, Нико Пластиновски ќе ја стигне ни топката, ја стига, меѓутоа сам не успеа да ја задржи и од се во ова само аут за екипата на Хедис, не Железарец. Сепак Хедис.
Успеа, значи, Пластиновски да извади аут, тоа е максимум што можеше од оваа ситуација во која што се најде, а сега удар на Ивановски од 12-13 метри, крај голот во гол-аут. Нови измени во екипата на Железарец. Петровиќ, Леовски, Ранготов и Крстевски остана во игра. Петровиќ, Леовски, Крстевски, Ранготов, удар на Ранготов, блокирана топката во аут, сега Петровиќ, ќе има ли удар? Така е, удар на Петровиќ, брани Илиевски, повторно Петровиќ, овој пат ударот завршува крај голот во гол-аут. Прави притисок домашната екипа, колку ќе можат гостите со волку малку измени да издржат вакво темпо е прашање. Ледовски, Ранготов и Илиевски повторно брани, а сега и тоа беше Тасевски пожртвувано, ја свали топката во аут, спасува можеби водство 3:0. Крстевски продолжуваат нападите. Прекрасен дриблинг беше тоа на Игор Леовски, не знам зашто Пластиновски сега протестира, очигледен прекршак беше тоа. Прекрасно во бразилски стил би рекол го мина Леовски и мораше да го задржи Пластиновски со раце и не знам зашто повторувам протестира. Прекршакот беше очигледен. Корнер, се извинувам, прекршак ќе биде тоа, ќе го изведе Игор Леовски. Удар на Леовски, корнер за Железарец. Петровиќ оди во аголот за да го изведе овој удар. Удар на Леовски, крај голот, не можеше Леовски, немаше простор за да упати посериозен удар. Можеби ќе беше подобро да остави топката до Ранготов. Меѓутоа тој реши да шутира и изгреши. Сега Брњачевски. Одлично меѓу двајца, удар на Брњачевски, Крстовски блокира аут, ќе биде тоа за екипата на Хедис. А во уште 15 минути и 15 секунди до крајот на надпревар. Пластиновски, Тасевски. Прекршок од Крстевски. Брњачевски. Ивановски. Удар на Ивановски, немаше потреба да интервенира Петровски, сепак тој за секој случај го стори тоа. Гол аут, нов напад за екипата на Железарец, оди преку Леовски од десната страна. Чија ќе биде топката? Аут за Железарец. Ќе го изведе Петровиќ. Ранготов, удар на Ранготов, уште еднаш Ранготов, крај голот во гол аут. Се чини и Илиевски интервенираше за малку. Играта продолжува, Брњачевски ја губи топката, Ранготов, Крстевски. Ранготов ја одзема топката, Крстевски, Петровиќ, удар на Петровиќ, блокира Ивановски. Петровиќ, Крстевски, Ранготов, Леовски, повторно Ранготов се излекува сега во средината Петровиќ, ќе има ли удар? Крстевски до Ранготов, се стега обрачот околу Прилепчани. Леовски, Ранготов. Одлично, Петровиќ се ослободува и Петровиќ не погоди празен гол. Успеа да го погоди паднатиот Илиевски, шансата пропадна, а нова акција организираат домашните. Сега одлична шанса и 2:1. 2:1. Стрелец на голот е Ивановски на додавање на Брњарчевски.
Претходно може би имаше и прекршок за Железарец, меѓутоа судиите останаа неми, дозволија против напад за гостите, а тие тоа го искористи на најдобар можен начин. Смалија на 2:1, стрелец на голот е Ивановски со број 10. Дани, Агуши, Тодоровски и Глигоров се уигра. Агуши, Дани, Глигоров, Дани, Тодоровски, удар на Тодоровски, Пластиновски блокира, ќе биде тоа само корнер. Брњачевски освојува топката. Се уште оди сам Брњачевски. Тасевски. Ивановски. Не, Пластиновски е тоа. Обид да се проигра Брњачевски, освојува топката Тасевски. Тасевски во дуел со Дани. Брњачевски се гради, меѓутоа сакаше да испровоцира прекршок, не успеа, греши Петровски во додавањето со Мартин Тодоровски. Морам да кажам дека судиите со многу грешки го водат овој надпревар, не се на нивото на надпреварот. Нов напад почнува екипата на Железарец преку Дани. Агуши, Дани, сега е сам Дани. Убав удар и уште побава интервенција на голманот Илиевски. Дани ја прифаќа топката. Ќе ја извлече назад, така е до Агуши, Агуши лево до Глигоров. Глигоров гледа кому да ја дојде топката. Агуши, Глигоров удар и над голот во гол-аут. Многу подобро игра на Железарец во второто полувреме, меѓутоа не беше наградена и со гол, наместо тоа примија, а сега Глигоров го има десно Тодоровски и Тодоровски промашува Зицер, што би се рекло 2-3 метра празен гол. 7 или 8 прилика за домашните, многу среќа за гостите од Прилеп. Ивановски, Тодоровски ја прифаќа топката, удар на Тодоровски, нова интервенција на Илиевски. Сега Илиевски во центарот на вниманието во овие 5-6 минути. Агуши, Тодоровски, удар на Тодоровски, Илиевски, удар на Глигоров, повторно Илиевски брани. Тодоровски, сам Тодоровски и нејасте да неговата акција, неговите соиграчи, голманот Илиевски најзаслужен што резултатот е се уште 2:1 за домашните. Пластиновски обид да се проигра Брњачевски, 3:2 сега за домашните. Дани, удар на Дани, крај голот, сега Тасевски поведува, прекршок ќе биде тоа за гостите. Сега прекршок за домашните. Многу слабо го водат овој надпревар, морам да констатирам уште еднаш. Судиите од Кавадарци Дани, Агуши повлекува Тодоровски, му прави место на Дани. Агуши, Тодоровски, Глигоров, корнер ќе биде тоа за домашните. Тодоровски, крај голот, повторно здрма на она пречка од задната страна. Глигоров,
Аут за Железарец. Агуши. Аут ќе биде тоа за Хедис. 10 минути до крајот на надпреварот. Левески Крстевски во игра на местото на Глигоров и Агуши. Пластиновски, Тасевски. Ја забрзува играта Божевич. Илиевски до Тасевски. Крстевски освојува топката. Исмаили. Левески. Сакаше го проигра. Крстевски меѓутоа не успеа да ја зафати за малку таа топка, да ја го смени правецот. Леовски. Греши Исмаили. Тасевски ја има топката, против напад на гостите. Спречен, спор напад почнуваат Прилепчани. Тасевски. Греши и Исмаили. Топката е за екипата на Хедис. Ивановски. Пластиновски. Божинов. Лево до Ивановски. Убаво мислеше Пластиновски, меѓутоа не успеа оваа негова намера. Почнуваат гостите, сезона домашно преку капитенот Левески. Лошо продадена топка. Пластиновски ќе го изведе аутот. Божинов. Оди Божинов сам. Имало прекршок, велат судиите. Прекршок ќе биде тоа за екипата на Хедис. Удар беше тоа на Тасевски. Одлично одбрани Антонио Петровски. Леовски. Крстевски. Исмаили. Аут ќе биде тоа за Железарец. 8,5 минути до крајот на надпреварот. Леовски. Само да подсетам дека надпреварот, овој надпревар стигнаше од четвртото коло од првата лига. Во Прилеп победи Железарец од 7-3. А се итар удар на Исмаили. Ќе биде тоа корнер за екипата на Железарец. Игор Левовски во игра влегува Брњачевски. Одлична интервенција беше тоа. За момент застанав да видам дали е само погодок, меѓутоа одлична интервенција беше тоа на голманот Илиевски. Во шанса беше и Крстевски и Зоран Левески и оваа шанса за жал пропадна, за жал на Железарец. Само благодарејќи одличната интервенција на голманот Илиевски, кој што е извонреден во второ полувреме, и само благодарејќи му нему резултатот е се уште 2:1. Крстевски оди сам. Леовски, што велат сега судиите, ја прекина играта заради тоа што остана да лежи Брњачевски на паркетот. Веројатно ќе нема ништо, мислам ништо повреда.
повеќе ова лежење за да се земе малку здив, бидејќи очигледно е дека Железарец го засили темпото, а тешко ова петорка или шесторка на Хедис го издржува се потешко. До крајот уште 7 минути и 48 секунди. Играта продолжува. Левески, Крстевски. Сега Левески е. Удар на Левески, ќе има корнер, односно аут. Како и да е, мора да биде топка за Железарец. Крстевски, удар на Крстевски. Одлична интервенција на голманот Илиевски, уште еднаш Крстевски, сега Левески, мешаница пред голот на Прелепчани и од сето ова само аут за екипата на Хедис. Ќе го изведе Ивановски. Брњарчевски, Божинов. Ја губи топката Божинов, Зоран Левески повлекува десна, го има Исмаили. Исмаили оди сам. Левески, удар на Левески, не сепак Левовски, Исмаили и Илиевски повторно на висина на задачата. Прекрасна акција, тројца противнички играчи беа пред него, а тој успеа да излезе како победник. Железарец е во напад, аутот е брзо, Исмаили, удар на Исмаили, Илиевски нова одбрана. И ако се бара јунак на надпреварот на ова средба, верувам дека нема да погрешам ако кажам дека и покрај двата примени гола, тоа ќе биде голманот на гостите Илиевски. Шест минути и 40 секунди до крајот на надпреварот. Нико Пластиновски ја има топката до Ивановски, пред него Исмаили. Ивановски до Брњарчевски. Брњарчевски се слободува од двајца играчи. Божинов. Корнер ќе биде тоа за Хедис. Пластиновски, Тасевски. Се уште Тасевски, удар на Тасевски, многу непрецизно. Ако сакаат гостите да останат во игра, не им се потребни вакви експерименти се удари од далечина, поготово не вака слаби. А сега капитенот Левески до Глигоров. Глигоров се уште ја има топката до Дани. Дани, Левески, лево го има Исмаили. Се решава до Дани. Греши Дани, Исмаили, удар на Исмаили. Слабо беше тоа, Агуши влегува во игра. На местото на Исмаили, Тасевски, Пластиновски, Тасевски, Агуши ја примфа топката, Дани, лошо Дани, сакаше да упати удар, го имаше Глигоров пред себе, можеше и со него да проигра, се реши не удари, погреши. Илиевски гледа кому да ја даде топката, до него е Пластиновски. Пластиновски го има Божинов десно, меѓутоа среќа што Ивановски ја има топката, а Гуши аут за Хедис. Пластиновски 5 минути и 15 секунди до крајот. Божинов го минува бразилецот Дани, меѓутоа ја губи топката од Агуши. Сега Дани, убав удар на Дани, Илиевски повторно на место, Глигоров, Агуши, Тодоровски, Агуши, Глигоров, Тодоровски, удар на Тодоровски крај голот. Интересен надпревар, гледаме во финишот, 2:1 на Железарец, меѓутоа многу шанси пропушти, би можело на крајот и да им се одмазди сето тоа. Еве го Брњарчевски, бара
бара Брњачевски прекршок, меѓутоа немаше ништо. Тајм-аут за екипата на Железарец. Надпреварот продолжи, заврши тајм-аутот, што се однесува до Прилепчани, мина во конверзација меѓу фудбалерите и судиите, а што е рака на срце Недев и Трпчевски лошо го водат овој надпревар со оглед на тоа што не заради тоа што не досудија прекршок, бидејќи прекршок и немаше, Брњачевски сакаше да одглуми пенал, меѓутоа го водат надпреварот со многу грешки и многу компензираат и едната и на другата страна, и тоа е единственото што би им го замерил во оваа ситуација. Прекршок ќе има тука за фудбалерите на Железарец, некаде околу 10 метри од голот на Илиевски. Што се случи сега? Продолжува играта, помалата пауза поради повредата на Тасевски, Ивановски, Брњачевски. Ја губи Брњачевски топката, Глигоров, Тодоровски, Леовски, удар на Тодоровски, меѓутоа блокиран од Ивановски и оваа шанса пропадна. Ивановски, Тасевски. Тасевски се уште ја држи топката, се обидува да го мине Глигоров, крај него е сега и Тодоровски. Сега прилика и 3:1. 3:1 за Железарец. На 3,5 минути до крајот, стрелец Глигоров. Тасевски попусто направи мешаница, ја и загуби топката. Ја загуби топката и создаде можност на Глигоров, Тодоровски и Леовски да направат акција за гол. Тие тоа го искористија, имаат премногу искуство во своите нозе за да испуштат оваа прилика и на 3 минути и 15 секунди до крајот на надпреварот го зголемуваат водството на 3:1. Тасевски, Брњачевски. Аут, гол аут е тоа. Агушија има топката и помеѓу Тодоровски и Левовски не погоди никого. Топката е во аут, Пластиновски, Тасевски, повторно Пластиновски, во дуел со Глигоров, сега Тодоровски е пред него, Агушија прекинува оваа акција, Левовски, десно го има Агуши, Левовски, Агуши сега сам, не успеа Тодоровски да ја допре топка. Тодоровски до Леовски на средината, нема потреба од брзање сега, барем што се однесува до Железарец. Брњачевски е сам, десно го има Тасевски, Брњачевски решува да оди сам и греши, сега Глигоров ја има топката, нормално искусно ја задржува, знае дека нема потреба од брзање, битно е да се троши времето сега, барем што се однесува до Железарец. Греши Тодоровски, корнер ќе биде тоа за Хедис. Глигоров ја прифаќа топката, во овие моменти најсмирен во екипата на Железарец. Ивановски, ете тоа е тоа што го прави притисокот. Тодоровски е десно, Глигоров и што греши сега, што промаши Глигоров, а можеби Тодоровски ќе беше поумно ако шотираше сам, имаше празен агол. Тој реши да го проигра, Глигоров не очекуваше топката и од сето тоа само гол аут, а сега акцијата се пренесува пред голот на Железарец. Тасевски, пред него е Леовски, Брњачевски. Леовски повторно се избори за топката и Зоран Левевски во аут за Железарец, за Хедис. 1,5 минута до крајот на надпреварот. Се е решено овде што се однесува да победникот останува само да се види со кои резултати заврши овој надпревар. За сега е 3:1. Брњачевски, греши Брњачевски, Леовски, 3:1 е сега односот на силите. Дани, Левевски, Дани, две убави интервенции имаше и Леовски, сега Брњачевски сам
Петровски греши Брањарчевски и што велат судиите? Корнер ќе биде тоа за екипата на Хедис. Уште една минута го дела Железарец да се на нови 3 бодови. Вака не може да се изненади репрезентативниот голман Петровски. Левески, десно го има Дани. Прифаќа Дани. Крстевски, удар на Крстевски. Блокиран и аут за Железарец. 40 на секунди до крајот на овој надпревар. За сега е 3:1 за Железарец. Левески, Дани, удар на Дани непрецизно. Се чини бразилецот индиспониран на оваа средба. Една од полошите негови кои што ги одигра на во ова првенство. Тасевски. Блокиран Тасевски, меѓутоа дозволено со тело од Левески, еве го Левески, не ја прифаќа топката. Пластиновски, 10 секунди до крајот. Брањарчевски, Пластиновски и ќе биде тоа аут за Хедис и на 3 секунди до крајот се чини со резултатот 3:1 завршува овој надпревар. Нови бодови за Железарец. Останува само да се играат овие 3 секунди и да прогласиме 13-тата победа во овогодишното првенство на екипата на Железарец со 13 победи од 13 надпревари. Сега Железарец е прв со 39 бодови, 15 повеќе, односно останува да видиме што направила екипата на Скупи за да во дуел со Северен универзитет. Очекуваме победа на Скупи и останува разликата од 12 бодови. Значи Железарец води со 13 победи од 13 надпревари. Почитувани гледачи, се надевам дека бевте задоволни од виденото, од надпреварот кој што можете да го следите на фреквенцијата на ТВ Сонце. Се гледаме по 7 дена.